Во моментов во Македонија нема активни пожари, информираат од Центарот за управување со кризи. Дождот им помогна на пожарникарите, но сепак се уште постојат повеќе жаришта кои во секој момент може повторно да избувнат. Надлежните тврдат дека будно ја следат состојбата. Тим од Дирекцијата за заштита и спасување, како и пожарникари од локалната противпожарна единица и национални шуми работат на целосно догаснување на овој пожар. Додека ја давам оваа изјава, може да се појави нов пожар, затоа што вегетацијата е сува. Вчера немаше подеднакви врнеши на дожд на целата територија на државата. Се уште постои опасност да се обнови пожарот кај општина Василево, каде меѓу селата Владиевци и Требичино се забележува чад. Немаме горење, туку имаме само чадење. Тоа е пожарот на територијата на општина Василево, во аторот на селата Требичино и Владевци. Се работи за пожар кој што денес веќе е трети ден активен и очекуваме денес до 14 часот да биде целосно изгаснат, веќе на 7-8 места се уште се забележува чад. За справување со пожарите Македонија располага само со еден авион Канадер и евентуално 2 хеликоптера кои не летаат ноќе и на високи температури. Надлежните уверуваат дека опримата е доволна, но реално состојбата е далеко од потребната. Освен во Скопје, речиси сите општини имаат недостаток од противпожарни возила, опрема и кадар. Ова отвора дилеми дали и колку надлежните ја научија лекцијата од минатата година, кога пожарите предизвикаа огромни штети. А катастрофата ќе беше драматично полоша ако на помош не пристигнаа екипи од соседството и земјите од Европската Унија. Само во овој месец во Македонија изгореа над 200 хектари шума, а лани Македонија остана без 12.300 хектари шума во текот на целата сезона на пожари, што државата ја чинеше 38,6 милиони евра. Поради топлотниот бран кој ќе продолжи и после дождот, одговорните екипи мора да бидат спремни доколку се случи нов пожар.